Почитувани гледачи, следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што не следите. Денеска ќе зборуваме за ринопластика, односно операција на носот. Мој гостин и соговорник во студиото е асистент доктор Томислав Јовановски, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија. Доктор Јовановски, добар ден. Ти благодарам што си дел од денешното издание на емисијата. Добар ден, Александар. Благодарам на поканата. Веќе тука некако некој твое студио, ние како наше, така да благодарам сепак на поканата и за можност за разговор со тебе. За денеска се одлучивме да говориме за можеби една од најчестите состојби за кои вие правите интервенции, односно операции на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија. На почеток мало појаснување што значи ринопластика. Така, значи терминот ринопластика значи обликување, да кажеме во некој превод, обликување на формата на носот. Тоа значи дека е процедура која што го менува самиот изглед на носот, на пропорционалност на лицето. Меѓутоа тука се веќе ние кои што ги имаме како риносептопластика, каде што коригираме и самиот септум или носната преграда. Така да кратко појаснување, всушност тоа е обликување на формата на носот, меѓутоа може да се случи и да се направи олеснување на дишењето доколку има пациентот проблеми со тоа, кога веќе зборуваме за риносептопластика. Така. Споменав можеби една од најчестите, но колку често вакви интервенции правите на клиниката? Така, значи на клиниката за пластична хирургија доста често. Можам да кажам дека неколку години наназад, можам да имам некој увид во таа бројка, да кажем дека во последните години бројката на пациенти кои што бараат естетски интервенции, вклучително и овој тип на операција ринопластика, е се поголем и поголем. Така да можам да кажам дека сигурно неделно има неколку пати пациенти кои што се оперираат токму од овој проблем, корекција на формата на нивниот нос. Ја споменавте естетската хирургија, меѓутоа еве на почеток да разграничиме во кој случај станува збор за медицински оправдан хируршки зафат поради функционалност, а во кој случај станува збор за естетска хирургија, односно за подобрување на самиот изглед на индивидуата, односно пациентот. Така, значи пациенти кои што доаѓаат, генерално има пациенти кои што се водат за промена само на формата, да кажем дали грбката на носот, самиот врв на носот, ноздрвите кои што се проширени, да кажеме, или пак ширината на самиот нос, должината на носот, тогаш веќе зборуваме чисто за естетски момент. Да кажеме дека пациентите бара чиста естетика на нивниот нос, нема некоја поголема травма, повреда, реконструкција после оперативен зафат, после некој, да кажеме, конгенитални аномалии кои што се увод, тие спаѓаат во таа веќе некоја функционална или пак да кажеме оправдана медицинска интервенција. Често се случува да имаме пациенти кои што се како мали оперирани од расцеп на горната уста, кај што зафатени самиот корен на носот, и тие спаѓаат во доменот на она што е како медицински оправдано и кој што е потовар на фондот по имањето на таа интервенција. Тогаш ќе коригираме естетскиот момент, меѓутоа причината е реална, постоечка причина, не е само желба на пациентот. Здравствен проблем веќе така, здравствен проблем станува збор. Имаме и проблеми кога има пациент проблем со дишење, да кажеме, од една ситуација, да кажеме некоја промена во септумот која што е изместување во една или од друга страна, или пак на оние прегради кои што ги има внатрешно во носот кои што се хипертрофирани, и тука имаме медицинска оправданост, заедно со колегите од Орола кои што исто работат оваа проблематика, се вршат тие операции, независно дека е нас или дека е нив, зависно од тоа дали има потреба за тој тип на интервенција. Од друга страна, естетскиот момент е доаѓаат и сакаат незадоволни од изгледот, сакаат да си направат операција на носот, односно корекција на надворешниот изглед пред се на носот. Колку често се случува да ви донесат фотографија од некоја позната личност и сакаат да имаат токму таков изглед, односно носот да им изгледа така, и колку е реално оправдано тоа? Често се случува да дојдат пациентки, поготово пациентки може да кажем во женски род, кои што доаѓаат и бараат да имаат изглед нос кој што е согласно некоја позната личност. Меѓутоа, ние како лекари, како професионалци во оваа сфера, треба да имаме дека не секој нос прилега на секое лице. Генерално тоа што го гледа на пример на Анџелина Џоли, на некоја позната личност како нос кој што е убав, на низиното лице можеби воопшто нема да одговара, да има симетричност и пропорција, за да кажеме да овој нос ти одговара. Често се случува дојде со фотошопирани слики, да си ги направат сами некоја слика од нивниот нос и да каже доктори би сакала вака да ми изгледа носот. Ситуацијата е дека ние треба да процениме колку реално може да се постигне тој нивен баран резултат и да им дадеме некој совет што мислиме дека би било најидеално за нив како тип на интервенција. Многу е битна проценката на пациентот, дали пациентот не е задоволен само од реална причина за изгледот на носот или пак станува збор пациент кој што си наоѓа мана на се нешто на себе генерално, така да тука веќе имаме една двојбена ситуација каде што треба да се процени дали да го оперираш тој пациент или да го пратиш на некој советување па да видиме дали има индикација за оперативна интервенција или не.
се случува често, меѓутоа сепак ние сме тие кои што може да кажеме до каде може да се постигне, се ветува се и се што, меѓутоа нашата цел, нели, оној прав професионалец нема да каже да можам тоа и тоа да го направам и да не случи тоа. Целта е да прикажеме да ова може да се постигне или ова не е нешто реално што е за тебе постигливо, така да генерално. Ги слушаат ли советиве и ги прифаќаат ли забелешките и насоките кои им ги давате? Да. Има пациенти кои знаат да послушаат, меѓутоа има пациенти кои се решени не, јас сакам вака генерално и си бара понатаму некој друг лекар кој што ќе каже дека ќе прифати, па ќе направи или нема направи, тоа веќе е ситуација понатаму која што треба да се следи, да се види. Така, тука ќе ги поканеме нашите гледачи, почитувани, доколку имате прашање за денешниот мој гостин и соговорник во Добриот доктор, асистент доктор Томислав Јовановски, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија на истоимената клиника, може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 023116566. Денеска говориме за ринопластика, односно операција или обликување на формата на носот. Доктор Јовановски, дали кај секого може да се направи операција на носот, односно ринопластика? Пред малку зачнавме оваа тема, не сакајчи. Генерално пациент кој што има некоја, да кажеме, дисморфија, ситуација кај што е незавидно со изглед, би било подобро да не се направи тој тип на интервенција. Бидејќи пациентот понатаму не биде задоволен од таа операција, па ќе бара втора операција, трета операција, веќе влегуваме во еден затворен круг каде што до недолетира тие интервенции ќе нема излез од таа ситуација. Па ќе иде кај друг лекар, па кај трети, генерално веќе имаме проблем за сите нас генерално, па и за самиот пациент, дека не секоја операција, втора, трета, ќе добие подобар резултат. Може случаи дури да имаме проблем после таа интервенција. Така да генерално треба да се направи проценка прилично на пациентот, што веќе го спомнавме. Имаме пациенти кои што зависно од тоа што го бараат како момент, иако немаат некој проблем генерално со себе, дека не може да таа операција. Имаме пациенти кои што имаат одредени заболувања кои што не ограничуваат во однос на типот на интервенција, дали може да го направиме или не, да кажеме пациенти кои што имаат одредена болест која што или состојба, медицинска состојба која што нас ќе ни прави проблем постоперативно, тек на оперативна интервенција, гледаме колку што може тоа да се среди, ако е решливо, па понатаму операција или пак ќе кажеме дека за жал таа интервенција не може да се направи заради тие проблеми кои што пациентот ги има. Помлади ли личности доаѓаат претежно или се индивидуално? Индивидуално. Имаме пациенти со задоволството на изгледот. Најчесто се млади пациенти кои што доаѓаат за интервенција, меѓутоа имаме пациенти кои што со 60-70 години кои што доаѓаат се решиле 30 години се мислам да го оперирам носот, сега собрав храброст ќе си го оперирам носот. Така да имаме и такви пациенти кои што доаѓаат со реална причина за естетско разубавување на нивниот дел од лицето, така да и тие се прифатени од наша страна и се вршат интервенциите. До останал за помлади пациенти кои што немаат полни 18 години, генерално треба согласност од родител да имаме реална причина за да се запознае дека пациентот ќе биде изложен на оперативна интервенција, која што сепак е тип на операција со сите несакани можни и несакани компликации. Значи има процедура за малолетни лица. Така. Ние како клиника бараме секогаш согласност за родител, некогаш не е потребна психолошка кај нив, бидејќи после 16 години носот уште се менува. Самата форма се менува, генерално гледаме биде над 16-17 години, за да може да кажеме дека носот е веќе завршено формирање и може да го направиме како интервенција овој тип на операција. Пред да продолжиме со подготовките и самиот тек на операцијата, да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Добар ден. Поздрав до вас и до докторот, до емисијата. Јас се јавувам од Штип, имам 60 години. И би го прашала докторо, имам хроничен синузит, посебно на фронталниот дел, фронталните синуси, многу често ми се воспалуваат, исто така имам и алергија, било на поленски прах, на липите код цветот, на јаките мириси, а имам и девијација на носот. И сега, се консултирав со докторите овде во Штип, ми рекоа дека многу касно е да ја направам оваа операција, а јас мислам дали, да го прашам докторот, дали се тие во право, мислејќи дека ако ја направам, дека може би подобро ќе дишам. Но јас не дишам на носот. Или со едната ноздра, или со другата. Со двете заедно не. Така. Останете на линија, доколку немате подпрашање, доктор Јовановски. Каже дека е возраст 60, тоа не е некоја нас возраст која што не ограничува за да се изврши таа оперативна интервенција. Честите алергии се како раздат, нели, за дебелување на слуницата на носот. Тука веќе и постоперативно пак имаме алергиски реакции кои што ќе биде ситуација, така, отежно дишење. Каже дека има девијација на септум, не знам дали е правено некој испитување од типот на компјутерска снимка да се види дека навистина постои некоја девијација на септумот, меѓутоа со одредени испитувања кои што би ги направиле, можеме да
установиме за што станува збор и дали со операцијата ќе помогнеме во однос на дишењето или не. Кои се добивките, а што може да се кога имаме реален приказ да видиме внатрешно каква е ситуација со носот, ќе можеме да кажеме дали ќе има подобрување постоперативно во однос на дишењето или пак оние проблеми кои што ги има тековни ќе си останат и понатаму. Не би било да кажеме дека сите проблеми ќе исчезнат, меѓутоа ако има реална девијација или пак задевелување кој што може да се реши, така да решлива е таа ситуација, нека помине клиника, секој од нашите колеги ќе види второ или трето мислење, така е. Ќе видиме каква е ситуација. Доколку имаме и следен гледач. Добар ден. Поздрав до вас, Александар, и до докторот. Поздрав и до вас, повелете во програма. Јас сум негова пациентка од пред година и пол, ама друго ме оперираше, во десното раме имав као меланом, нешто, не знам што. Сега ме интересира за имам полип во носот околу 20 на години, не сум го оперирала. Дали е во негова бранша или во орала? Така, да. Ќе добиете веднаш одговор. Поздрав и секое добро, господјо. Поздрав пациентката. Генерално полипот е веќе нешто што го решаваат колегите од уво, нос и грло, така да ќе си помине преглед, ќе си договори, има колку што супер работат се, така да нема проблем околу тоа, ќе го реши и тој полип. Така е, да, не станува збор за нешто многу страшно, како што се вели народски, меѓутоа со соодветен преглед и диагностика се решава и тој проблем. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Ало. Во програма сте, повелете, ве слушаме. А уште зборат, затоа не зборам. Не зборувајте, сега вие сте наред, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до докторот и до спикерот. Едно прашање лаичко, докторе, левата рака ми е поодамна, пете да речам на палецот, на свиокот. Голема топка е. Ајде лева без работев. Ја скршив левата рака, почнам со десната и десната топка ми се напи. Сега имам проблеми, на моменти ме болат. Кажујте што да правам. Знам дека тоа вие, као да речам, естетска хирургија, така? Па не мора да значи секогаш. Да, слушате ги советите од докторот како да постапите и претпоставувам од Скопје сте или не сте од Скопје? Добро, не е битно тоа, да, секако ќе дадете насоки на гледачката што има најверојатно масно ткиво. Некоја топка која што има на рачниот зглоб, генерално се случуваат овие, поготово кој работник на генерално се раце да често користи раце, од самата зглобна капсула која што имаме да има нека мала повреда, па течност што е внатре за помалчување зглобчињата да излезе подкожна, се формира како цистичка една која што викаме галиномска циста. Порано баби веќе мртва коска си ја пукале со книга, ако станува за нешто такво, меѓутоа сепак е преглед кој што може да кажеме дали е тоа или не, така да слободно јас сум вторник амбуланта. Секој ден има специјалист во амбуланта, нека помине, ќе видиме, ќе одлучиме за што станува збор. Да, со упат од матичен лекар, да, секако на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија секој ден. Не мора во вторник само имаат по двајца специјалисти, дополнителен кадар кои ги вршат тие прегледи, првични анамнези, како велите вие лекарски. Доколку имаме следен гледач, во програма сте почитувани, повелете. Ало? Добар ден, ве слушаме. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Добар ден, ќе ве молам. Имам проблем со синусот. Ми се слева синус во устната празнина и ми прави проблем. Дали може нешто доктор да ми каже за тоа? Дали имате некакви испитувања, некакви прегледи кај специјалист по уво, нос и грло, односно орала специјалист? Да, направив снимка на рентген и ми рекоа дека има воспаление на синуси. Ми дадоа антибиотици, но ништо не помага. Така. Ќе ви даде насока и доктор Јовановски, бидејќи тој од пластична и реконструктивна хирургија, каде да се обратите. Секое добро?
Како што веќе споменавте, прегледот УВ-носи грло, ОРЛ специјалистки би е потребна пациентката и ако има воспаление на синусите, ќе се види од која причина тој синус е затворен, не може да се дренира, па настанува тоа воспаление кое што каже дека е често. Така да генерално со едно исследување ќе се види од која причина тоа се случува и дали може да се реши од страна на нашите колеги. Да, тука ќе направиме пауза малку со јавувањата на гледачите. Подосна ќе вклучиме уште неколку гледачи да се фокусираме малку на темата, малку невообичаено, може би и очекувано, се мешаат многу синусите со индикациите, медицински оправданите ситуации за ринопластика, односно операција на нос. Споменавте и некои диагностички процедури претходно и самата гледачка, снимки и така натаму. Какви подготовки се потребни и кога се одлучува да се направи ринопластика, односно операција на нос, доколку станува збор за медицински оправдан случај, односно поради функционалност? Така, значи од испитувањата потребно некогаш се прави обична рентген снимка која што гледаме дали има некоја промена, меѓутоа веќе со компјутерска томографија кога е направена, ние имаме реална ситуација како е приказот натрешно во носот. Така да устанува за некоја изразена девијација, која што прави обструкција на еден од носните ходници. Имаме хипертрофија на самите оние носни преради кои што постојат внатре во спратови кои што го делат носот. Имаме потреба од оперативна интервенција. Од испитување понатаму може да направиме комплет лабораторија, секој е потребно за секој пациент да се направи испитување во однос на хемостаза, да се види како е запирањето на крварењето кај тој пациент кој што ќе биде изложен на оперативна интервенција, бидејќи сепак е една прокрвена зона која што ни е потребно да бидеме сигурни дека времето на крварење се чукнеме и секогаш крв ни тече од носот, дека нема да имаме продолжени крварења кои што би ни правеле нас проблем во текот на операција или пак постоперативно да ни направи некој крварење. Така да тие се изследувања кои што ги бараме хемостаза, лабораторија и на компјутерска томографија некогаш ни е потребно за да видиме како е. Во однос на препорака од орала специјалист преглед? Некогаш е потребно си има препорака од орала специјалист, но често случаи да пациентот каже дека хрчи навечер кога спие, дека има трет крајник, дека има проблем со дишењето, па тогаш веќе одлучуваме да направи преглед од специјалист по орала, па да каже он каква е реална од нивна страна индикација за оперативна интервенција. Меѓутоа пациентите кои што доаѓаат кај нас генерално се пациенти кои што доаѓаат првично за естетскиот момент, а како втор план има да го решат дишењето генерално кој што е проблемот од некоја причина од тежното дишење. Така да многу често случаи каже да не можеме да дишаме, меѓутоа кога направиш снимок гледаш дека продност е функционална, дека нема проблем во однос на дишењето, установува дека пациентка сака естетски да го коригира носот, меѓутоа се направи некоја корекција на. Со посебни техники ги правите тие испитувања за продност на носот? Продност на носот некогаш ги гледаме дури во операциона сала, гледаме како е предниот сегмент проводен во однос на дишењето, меѓутоа со овие испитувања кои што ги правиме снимањата, веќе имаме реална ситуација, приказ. Во текот на операцијата може да установиме дека има нешто плюс кој што прави теретување на дишењето, меѓутоа и тоа е оперативно решливо се решава. Друго е кога ќе се отвори, кога ќе се види на така, едно што ќе видиме на слика, друго што ќе видиме реалната приказ. Така. Да не ги оставиме гледачите да чекаат, бидејќи имаме интереси од двајца тројца гледачи, ќе продолжиме за самиот тек на операцијата по нивните прашања. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Ало? Вие сте наред, повелете, во програма сте. Се јавувам од Прилеп. Така. Добар ден, се јавувам од Прилеп. Сакам едно прашање до доктор. Јас немам мирис на нос. Аха. Мирис на носот, да. Ви го разбрахме прашањето, поради вклучениот телевизор нема да може да воспоставиме понатаму комуникација. Нема мирис на носот, исто така треба да се обрати. Така е, може да е некоја поствироза, некоја ситуација, не знам колку тоа трае генерално, може често тоа и од COVID-19 има, така имаме некој проблем кој се јавува, но тоа сепак е друга специјалност која што треба да го прегледа, да ја види пациентот да одлучи што понатаму во однос на тоа. Не каже дека е оприна, па да кажеме како некоја несакана компликација или повреда, меѓутоа тоа последици. Кажа до сега дека треба да види некој од другите колеги. Да, најправилкајматичен ќе се обратите господјо, па понатаму доколку ако не сте се обратиле, ќе ви испрати на понатамошни испитувања кај специјалист за уво, нос и грло и тој ќе одлучи како понатаму ќе ве третира или ќе ве испрати и на некои дополнителни исследувања кај некои други негови колеги од други специјалности. Доколку имаме следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Режија, дали имаме гледачи на линија? Да, се исклучил следниот гледач. Доколку може и третата линија,
Ако имаме гледач, немаме, ќе почекаме, ќе дадеме можности кон крајот на емисијата. Доктор Јовановски, стигнавме до самата операција. Какви подготовки, освен овие испитувања и исследувања, во смисол на физички подготовки на пациентот, треба да биде подготвен ден предходно се хоспитализира или истиот ден се прави операцијата? Каква е постапката? Така, значи сите пациенти кои што се закажани за оперативна интервенција се имаат на договор со секој од нас, се објаснува како типот на интервенција започнува во подоцни часови, бидејќи е приватна операција, естетска да кажеме. Пациентите се гладни, жедни, она што не биде момент, пушачите кои што ги имаме, кажуваме минимум барем 2 недели колку што може да намалат и дискусија цигарење, бидејќи тоа ни прави нас проблем во однос на заздравувањето на самата рана. Доколку прима терапија, некоја за разлечување на крвта, кажуваме да ја прекине, да ја замени таа терапија за да може да биде спремен во текот на интервенцијата. Самата интервенција се изведува нели со општа анестезија, најчесто е тој тип на операција, освен ако станат брза корекција некоја мала на носниците или на самиот врв на носот, кога може некоја локално потенцирана анестезија да се искористи да се направи тој тип на операција. Меѓутоа кога станува збор за ринопластика или риносептопластика, тогаш пациентот е во општа анестезија, тоа значи гладен и жеден доаѓа гладен и жеден на нашата клиника, заедно со анестезиолозите се прегледува, се прави предоперативна подготовка, се дава медикаментозна терапија пред самата интервенција и се внесува во сала. Се пациентот се интубиран или нешто кажеме дека е целосна анестезија и се вработува со типот на операција. Претходно се прават консултации во однос на дефиниција на што го сака пациентот како форма, како момент да го добие на својот изглед и почнуваме со типот на текот на операција. Вие се подготвувате ли, го цртате ли тој изглед претходно? Така, ние си имаме некоја, си правиме секој од нас си прави некоја шема во глава што е потребно за тој пациент, дали ќе се прави кршење на коски, дали ќе се отстранува дел од коската, дали ќе се работи со самиот септум, дали ќе се ни требаат крскавични графтови или нема ни треба, така да си имаме некоја веќе замисла во секој пациент што ги имаме, генерално си имаме план во глава. Ја имате испланирана операција. Операција да се има, не правиме 3D визуализација на нашата клиника, генерално тоа го нудат некои институции, генерално кај нас не се прави, меѓутоа имаме веќе доволна бројка на пациенти кои што меѓу себе си комуницираат, си имаат и комуникација, да, ова може да се направи, тоа не знаат како ситуација е реална. Некој што го претпоставиш дека може да направиш, нема да излезе на крај генерално како ситуација, за жал може да се случи и тоа, меѓутоа имаме веќе планот наш, оној што е завршен во глава и пред операција, кога доаѓаме во сала, кога пациентот е интубиран, веќе правиме некоја мала цртеж во однос на каде се постави врвот, каде да се скрши коската, си правиме некој мал цртеж на самото лице на пациентот генерално. Предпоставувам дека се индивидуално, меѓутоа во просек, вообичаено колку трае една ваква операција? Операциите зависно и од самиот проблем кој се решава, меѓутоа и од искуството на операторот хирургот, генерално со час и пол до негде 3-4 часа максимум доколку се прави некоја посложена реконструктивна операција. Доколку станува за примарна, првична операција на носот, време траењето е пократко, меѓутоа кога станува за секундарна ринопластика, пациент кој што веќе е опериран, коригираш, кај ни треба малку повеќе време во однос на тоа дали се земаат графтови кои што се потребни, како ќе се постават тие графтови, самото отварање и препрегнување на носот е веќе потежно заради фиброза, внатрешна лузна која што има, така да генерално тоа ни зема малце плюс време во самото оперативниот тек на операцијата. Споменавте и методи, и графтови. Какви се техники постојат во ринопластиката? Генерално се подели на отворена и затворена техника на оперативна интервенција. Отворена техника ни дава подобар визуелен приказ. Значи се прави мал засек меѓу носниците, на кожата меѓу носниците и се отвара целиот нос генерално, кај што имаме ние реален приказ во однос на анатомските структури, да кажеме ги имаме рскавичните делови, ги имаме самата носна структура се гледа, коскена структура се гледа на носот и имаме веќе увид реално што нас не е потребно да измениме за да добиеме некоја форма која што сака пациентот. Се препарира септум, се отвара делот септум, се вади ако не е потребна таа носната преграда, ја користиме за графтови понатаму, дали ќе прошириме, дали ќе намалиме, дали ќе се подине врвот, ќе се стесни врвот. Тоа се прави со тој метод на отворена техника, е многу подобро визуелно. Затворена техника е веќе без рез, нема рез на кожа, се прават внатрешни резови, ни самата мукоза на носната празнина и се постигнува естетскиот момент. Тука е моментот кај што генерално веќе треба доста истрениран хирург кој што тоа го работи и го прави, каде што ја има цела анатомија, да кажеме, ја знае на самиот на малото прсте, да кажеме, каде што може веднаш во било кој слој да се снајде, да извади, да препарира и го направи тој момент, меѓутоа немаме гаранција дека резултатот ќе биде тој што го сака самиот пациент, бидејќи немаш но во тој случај се менува планот заради доброто на пациентот, претпоставувам. Да, генерално може да се смени од затворена во отворена, сам при конверзија, да си имаме комплетен приказ на се тоа. Генерално пациентите
немаат проблем со тој мал рез кој се прави на отворена ринопластика, си имаме мал рез кој што не се ни познава, со текне време комплетно изгледан, се наоѓа на долниот дел од носот, не се ни гледа. Некогаш правиме за намалување на самите носници, кои што се насочени да го намалиме самиот отвор и да го моделираме, ако се различни носници да се моделираат, се кршат коските зависно од тоа дали треба да се стесни генерално носот, да се подкрени, да се намести позиција, така да имаме латерални медијални остатоми кои што прават подобрување на самиот изглед на пациентот. Така, можна ли се компликација, бидејќи сепак станува збор за отворен зафат, односно операција? Дали е затворена или отворена, компликација како секоја хируршка интервенција постојат. Така да, ако почнеме најмалата компликација... И кои се можните компликации? Она што е очекувано е модричка оток, кој што кај секој пациент се јавува, и они се свесни дека сите ќе поминат тој период на опоравување од модричкиот оток кој што се јавува. Тој оток најчесто е во предел на лицевата регија околу самите подочници, да кажеме. Модрилото кој што се јавува, меѓутоа изгледува во текот на 7 до 10 дена, максимум 2 недели изгледува тој оток. И таа модрило првично што го зборуваме за тоа. Во однос на други компликации, како компликации кои што се јавуваат, можеби некој продолжено крварење, кој што може да ни прави проблем генерално, како несакани компликации, кои што знаете крајниот резултат или исходот на пациентот, во однос на тоа дали ќе го добиеме тоа што го посакувал пациентот или не. Во однос на други компликации, инфекции многу ретко се случува, скоро да ги нема генерално тие инфекции, така да може да кажеме дека во тој сегмент сме безбедни за оперативната интервенција. Меѓутоа, друга некоја посериозна компликација до сега не се случува генерално кај нас на клиника и не очекувам дека ќе има таков проблем. Меѓутоа, во смисол да го изгуби мирисот, во однос на тоа може да се случи компликации, во однос на тоа дишењето да има проблеми и такви ствари, многу ретки исклучително или генерално дишењето треба да не е подобрено после операција, не би требало да има влошување, меѓутоа може да се случи изместување на самата преграда кога ние сме поставиле во една позиција, па да не се случи изместување или отокот што подолго трае, па да кажеме како некој тип на компликација да биде тоа губење на мирисот што спомнав. При одредени оперативни интервенции може да се случи да настане оштетување на самите тие завршетоци кои што го даваат тој, меѓутоа тоа е многу ретка компликација, како потешка компликација да кажеме како перфорација на септум може да се случи кога веќе имаме се јавува дупче во самиот носен во самата носна преграда, имаме движење на воздухот меѓу двете ноздрви и во тежното дишење како резултат на тоа може да се случи. Пред да продолжиме за тоа кога може да се видат првите резултати, да вклучиме уште неколку гледачи, бидејќи им ветивме дека кон крајот на емисијата ќе дадеме предност повторно и на нивните прашања. Почитувани во програма сте, повелете. Ало? Добар ден, ве слушаме. Добар ден и убав ден. Исто и вам. Поздрав до докторот и до водителот. Едно прашање до докторот. Имам ревматски артрит. Се случи пред еден месец на рамото, на левото рамо од озгора, ми се појави како израсток, а меке, така, колку еден орлес. За некој пат ми смета и при спиење на левата страна и приметувам дека може се зголемува. Дали третманот понатамошен е на пластична хирургија? Така. Затоа што јас, докторката му е матична, не може да најде мој термин за пластична, ниту пак СИСМО ти дава за... Ако не може до крајот на овој месец, предпоставувам дека за наредниот секако има отворено термини. Так. И ќе слушнете сега дали е ургентна таа состојба, ќе ви даде совети доктор Јовановски за што може би станува збор и како да се обратите и дали има простор за загриженост. Секој е добро, господјо. Благодарам. Ова што каже пациентот станува збор за некоја веројатно бенигна промена, може да кажеме, каже дека е малечка големина на орис, кој што кажа, многу често се тие промени ке секој од нас или втор од нас, да, ги има, тоа е некоја веројатно епидермална циста која што не е ништо сериозно, не бара итен третман, можеби дури подобро во овој летни период да не се прават тие некои мали интервенции кои што не се толку итни во однос на третманот, така да генерално упатчи од матичен лекар за кога има слободен термин може да дојде да видат, може матичен лекар да ја види, знаат да ги препознаат и они, и да кажат дали има потреба од интност или не, каже предпоставка за дијагноза, може да се види да каже некоја работна дијагноза која што понатаму ќе се до финишира. Така, доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте, повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Да, добар ден. Вие сте наред во програма, сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Добро. Јас се јавувам од Струмица. Така? Се јавувам од Струмица. Вие се поздравени. Исто и вие, повелете со прашањето. Така да му кажам на докторот, имам на левата страна, на ушето. Аха.
на левата страна имам, бил сум на испитување 2017. Да. Ми кажа на онкологија дека сум имала мрсно ткиво. Масно ткиво, добро. Мрсно ткиво. На левото уше. Така, добро. Тоа само ми расте, нема боле, ама доста е големо сега, порасна. Дали се размислувате, дали хируршки да се острани, дали... На хирургија во Струмица, да. И ми кажа дека треба да се јавам во Скопје на пластична хирургија. Така, добро ви кажале. Да, ќе добиете и совети од доктор Јовановски, секој е добро господјо, да, можеби претпоставувам загриженост бидејќи на видлив дел и на ушната школка е, претпоставувам таа промена што ја опишува, не може вака да се знае, меѓутоа кога ќе дојде на пластична ќе ја упатите понатаму. Секако нека се јави на клиника, ќе ја видиме како да рекли вашите колеги од Струмица, да, бидејќи таквите интервенции. Збор може да се заврши кај нас генерално или може и во Струмица да решат ако е нешто што е побенигно, не бара специјалистички третман кај страна на пластичен хирург, така да сигурно има хирурзи кои што Струмица можат тоа да го решат, меѓутоа нека се јави кај нас, ќе договориме се што треба. Така. Имаме простор само за уште еден гледач, почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Поздрав до докторот и до водителот. Поздрав и до вас. Повелете со прашањето. Имам проблем со носом, врво на носот, што е кожата, која е притиснам, тоа сум го немал до скоро нели. И како бели изфрла како течност. А исто и носом ми е запнат со дишењето, имам проблем. Така. Дали имате некакви испитувања на орала специјалист, кај и колку време ви трае ова состојба? Па како 3-4 години. 3-4 години и со дишењето имам проблем. Кога врвот на носот го покренам нагоре, можам да дишам послободно. Овака нели потешко дишам. Така, ќе добиете совети и насоки каде да се обратите доколку не сте веќе консултирале орал специјалист или предсематичен лекар. Секој е добро, господине, слушате ги советите од доктор Јовановски. Кажа дека има проблем со дишењето, како една работа, втора некоја промена на врвот која што не дава некој секрет, со секрет, да. И се кој што ги има. Матичниот лекар првично кога види во секој случај треба да го прегледа, да каже некоја работна диагноза и во однос на тоа дали ќе се прати на кожен лекар, дерматолог да го види во однос на таа промена на врвот, односно што спомнува дека ја има, па дали ќе треба пластика да се вклучи како специјалност или не. И во однос на дишењето сега дали е тоа некоја тежното дишење како резултат на некоја алергични реакции кои што ги има или пак некоја девијација на септум која што може да му прави. Може би да има некоја повреда претходните години во животот која што сега дури ја манифестира како проблем. Така е, и тоа често се случува, која што предизвикала искривување на септумот или пак ситуација која што сега доведува до тие промени да ги чувствува пациентот. Така да генерално еден преглед ќе ни каже, ќе ни даде насока што како понатаму кај него. Тука сме, ќе помине, ќе видиме, ќе договориме. Така е. Доктор Јовановски, да се вратиме на постоперативниот период за денешнава наша тема ринопластика, односно операција на носот. Какви промени можат да се добијат со ваква операција? Еве она што претпоставувам сите пациенти кои доаѓаат токму за ваков зафат, кај вас ве прашуваат кога може да се видат првите резултати. Така. Пациентите често доаѓаат и кажуваат да, сакам да се оперирам, сакам да го намалам носот, сакам да скратам должината на врвот, позицијата, ширината на носот, се тоа се коригира, се постигнува генерално со одредени нели можности до каде може тоа да се направи. Доаѓаат со барања за барби нос, беби нос, генерално си имаат веќе некоја ситуација која ја сакаат и кажуваме да, до тука може да се постигне, тоа ќе ти одговара, тоа ти личи, тоа е добро, тоа не. Меѓутоа, она што не се спремни стартно дека резултатот ќе го видат дури после негде 3 месеци до некоја година, да кажеме година, да не опоравокот комплетен. Ние кажеме кога отокот го снемува во првите 2 недели, тоа е најголемиот оток кој што ги има кај пациентите. Меѓутоа, самото моделирање на ткивото му треба неприлика од месец до 3 месеци да добие некоја дефинитивна форма и позиција каде што ќе застане врвот, да кажеме кога се покренува врвчето, па тоа се паѓа, постепено се носи у позиција која што треба да застане дефиниция како форма. Шината на носот генерално е скршен носот, работена остеотомија и му треба време да се слегне се тоа, си дојде на некоја нормална
кога ќе скршиш прст има оток кој што трае долго време, така да генерално и на лицевата регија исто. Им кажуваме дека им треба 2 недели за првиот оток да се спласне, па после недели отприлика 3 месеци правиме на контрола, повторно ги видиме како е дефиницијата форма на носот која што има тогаш и после година дена веќе негде имаме крајна изглед на носот. Она што е многу битно е да внимаваат на самиот нос постоперативно. Да, на што да внимаваат конкретно? Често им кажуваме кога ќе додат, па ги видиш дека пациентот очила дека ќе треба да прекине носот очила барем минимум месец дена постоперативно. Веќе самите очила притискаат на самиот корен на носот и го менуваат во изглед на носот која е по тази опериран да кажеме. Па кажуваме месец дена се носи некои леки контактни кои што ќе може да ги избегне очилата. Да се внимава на удар, траума, легнување на страна на лицето па со изгукување на носот, да се внимава ако се мајки кои што има мали деца да не малото дете почне така, да не дојде до допир. Треба некоја внимание во тој момент дека не си треба да внимаваат. Внимавање на сонце имаме токму заради отокот генерално кај нив кој што ни е најголем проблем стартно генерално, меѓутоа во овие летни периоди сите ги избегнуваме тие операции кои што се на лицева регија со цел да дадеме колку што може помалку да се јават тие како компликации, да кажеме благи компликации постоперативно. Генерално ги ставаме за од септември, октомври, па негде до крај на јуни генерално се завршат тие типови на интервенции за да имаме помалце вакви несакани отоци што се колку време или веднаш после хируршкиот зафат ќе може да се го мијат лицето и на што да внимаваат? Имаме постоперативно се поставува плочка на носот кога се прави кршење на самата коска, поставуваме плочка која што носат од 7 до 10 дена, така да они веќе знаат дека има плочка која што не може да ја квасне меѓу други делот телото ги лицето го мијат. Во самите носи се поставува тампонада која што може да биде или со цевче или без цевче, што може да нив да дишат или пак се комплетно блокирање на нос стартно, па се дишат преку уста како момент кој што му објаснуваме предоперативно да знаат. Тие тампони ги шовни до прилика 2-3 до 4 дена максимум, меѓутоа негде трет ден се вадат тие тампони од носот и почнуваат слободно се преку самите ноздрви да се внесуваат во преку носот. Меѓутоа плочката имаме 7 до 10 дена на нив, после 10 дена вадиме таа плочка и веќе имаме некој изглед на носот кој што ќе биде. Меѓутоа тоа се менува пак после тоа се оток бидејќи извадена плочката, па се намалува. Така да болка имаат ли пациентите веднаш после кога ќе се разбудат од анестезијата, бидејќи споменавте и кршење, дали само во тој случај се јавува болка и колку време трае таа болка? Она момент дека таа болка е купирана со аналгетици кои што ги земаат во текот на постоперативниот тек. Овие пациенти најчесто се една вечер задржани на клиника, примаат терапија за болка, примаат антибиотска терапија кога потребна, примаат терапија за оток, се е покриено на нашата клиника во тој момент и генерално болката поминува многу лесно, многу брзо. Таа болка некоја скала кажува многу лесна, многу издржлива, не само она што го очекувале како болка во однос на носот, меѓутоа кога се прават комбинација од оперативни интервенции, да кажеме за вегнување лице или други, болката е малце појака генерално. Така да кога е само чисто нос, генерално има болка кои што знаат да издржат, спремни се, јасно им е зошто е причина за болката кај нив, така да немаме околу тој момент проблем со болка, меѓутоа постои болка која што во првите 2-3 дена комплетно веќе се губи. Дали имаат потешкоти со дишењето и со говорот пред се во првите денови после зафатот, хируршкиот зафат? Бидејќи се затворени ноздревите со тампонада, генерално имаат потешкоти додека се прикне дека треба да дише на уста генерално, па има потешкоти сушење на грлото, болка некоја непријатност во грлото, самиот тубус, па плюс дополнително дишење преку уста што го прават. Меѓутоа говорот не е изменет, меѓутоа говорат назално, како кога си насне кога ти фате носот, генерално малци им изменет гласот, како затоа што е запушена самата проносни носни ходници кои што ги има, меѓутоа афектирање на гласот на тоа нема воопшто кај овие пациенти ни во однос на говорот или нешто од тоа. Дишењето стартно е, меѓутоа како резултат таа тампонада после тоа се враќа нормално. Кога им препорачувате да се видат во огледало пациентите, бидејќи сепак станува збор за лицева регија, значи она најчувствителниот сегмент за секој од нас? Они се гледаат веднаш, значи кога излезат до сала на слика, телефон или огледалци се имаат ќе видат ситуација и разочараност во прв момент. Може случаи да има разочараност, леле како сум отечена, како сум модра, што е ова, како е. Меѓутоа ретки се тие пациенти. Генерално голем дел од нив кога се видат си кажат ова е тоа што го барав, они имаат плочка моментот, меѓутоа веќе гледаат некоја изгледна форма на носот што може да се забележа стартно. Се гледаат во гледало веднаш после ваѓање на плочката. Значи што ми заваѓа плочка, самите за само гледаат секој нас тука се гледа, се кажува да, супер, одлучуваме ставиме пак фластери заради оток, не ставиме фластери, понатаму даваме совет за користење на капки и спреј во носот за да се олесни колку што може таа задебелување на мукозата која се јавува како резултат на постоперативна интервенција, маско што користат, така да генерално они се веќе предогледало веднаш после вадење на тие тампони и вадење на плочката, така да си имаат прв увид во ситуацијата. Но треба да знаат уште претпоставувам ги советувате дека тоа е малку подолг временски период. Огледаме тој нос како дефинитивно се добива некоја. Доколку има потреба и за втора операција, односно корективна операција, колку време треба да помине или може да помине од првиот зафат?
Кажуваме дека минимум 6 месеци, меѓутоа до година дена оставаме се почека најдобро за да се види дефинирана форма, бидејќи самото ткиво уште се менува, се формираат внатрешни лузни, фиброза која што го менува тој на носот. Генерално нашата препорака до нив е да почекаат минимум 6 месеци до година дена за да се одлучиме за втора корекција на носот генерално. Така не е некоја став кој што во литература, став од сите експерти, така да оставаме ние на тој момент да се задржиме. Се случува некој пациент кој што инзистира, па ќе замине на друго место за 3 месеци ќе му направат некоја корекција, меѓутоа генерално оној момент е да се држи 6 до година дена, па после тоа се размисла за втора оперативна интервенција. Доктор Томислав Јовановски, ви благодарам што одвоивте време и што бевте дел од денешното издание на Добриот доктор, што споделивте совети и знаења и искуство пред се со нашите гледачи. Ви посакувам многу успешни пред се вакви интервенции и со задоволство ве очекувам да бидете и наредните неколку месеци повторно дел од Добриот доктор. Благодарам на поканата, поздрав од гледачите. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре, а утре во утрешната емисија ќе говориме за геронтолошка, односно палијативна нега на тешко болни пациенти. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија, имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!